професор Драгана Черних, раководител на Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Професорке, добро утро, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро утро. На почетокот би ве прашал дали земјотресите во Турција и во Сирија, од кои се уште не можеме да се ослободиме од оние катаклизмични слики што останаа и последиците кои ги оставија овие два потреса, ја разбудија или ја зголемија сеизмичката активност во регионот, или пак нашата перцепција за земјотреси е зголемена, па имам впечаток како секојдневно да слушаме за силен потрес на еден дел од планетата, а особено и во регионот. Тука само за подсетување, еве во март наназад гледано, еден месец од земјотресот, од разорниот земјотрес во Турција, имаше силни земјотреси во Русија кај Курилските острови, 5,7 степени според Рихтер. Имаше на Филипините силен земјотрес, во Романија имаше нешто послаб, меѓутоа силен за овој регион, па Хрватска. Се потресе тлото и во Македонија, односно Северна Грција, тука на границата кон Грција, а тлото во Турција не престанува да се тресе. Тлото во Турција и понатаму ќе се тресе од авторшоковата активност, бидејќи имавме два земјотреса со исклучително висока магнитуда од 7,5 и 7,8. Сосеме нормално да такви земјотреси бидат проследени од сеизмичка активност која што трае подолго време. Може да трае и повеќе месеци, може би дури до цела година, меѓутоа главниот потрес, значи главниот земјотрес беше тој што се случи на 6 февруари. Кога велите главен земјотрес, кој беше главен? Конкретно кога зборуваме за тоа во Турција, дали беше тој првиот или тој беше попладневниот земјотрес, беше шок? Кој беше авторшок, а што беше главен потрес? Двата се третираат како главни потреси заради тоа што се со исклучително висока магнитуда, инаку се оценува кој е главен, значи кој е сеизмичка активност која му претходи на главниот земјотрес и која го следи главниот земјотрес, значи форшокова и авторшокова активност. Тоа се одредува, значи од кога ќе заврши целата серија, односно целата серија на земјотреси, односно кога ќе заврши тој дел од активноста на тој сеизмички расет. Тоа е тоа што се однесува до Турција. Што е со ова што јас го само малку да објаснам значи за тие два потреса на истиот расет, меѓутоа расетот е со должина од 500 километри, а сега беше активиран само 200 линеарна димензија на расетот кој што беше активиран, и тоа е исклучително голем расет кој што дава такви земјотреси со таква висока магнитуда. Имаше миграција на епицентрите на земјотресите, значи после Утринскиот земјотрес према север, и макросеизмичкото дејство на овие земјотреси се гледа дека е различно од првиот земјотрес. Значи беа два силни земјотреси. Така, остатокот од прашањето ќе се обидам малку да го преформулирам. Дали потоа, по земјотресот на 6 февруари што се случи во Турција, станавме по-чувствителни, односно гледаме со пошироко отворени очи, па забележуваме и гледаме на онаа скала на earthquake што ги бележи сите потреси во светот, или пак сеизмичката активност е зголемена од тогаш наваму? Тој потрес ги размрда плочите долу? Може би малку повеќе земјотреси има, меѓутоа тоа е сосем нормално во сеизмологијата. Вие го следите Европскиот сеизмолошки центар ЦСМ и од таму сите национални сеизмички мрежи ги праќаат податоците за регистрираните земјотреси. Значи тоа е институција која што нема сеизмолошки станици, него само ги прибира податоците и тие се систематизираат и се објавуваат. Затоа многу често новинарите, значи следејќи ја таа слика, кажуваат во првиот момент кажуваат работи кои што подоцна може да се променат, значи земјотресот може да има поголема магнитуда до, да кажеме, последен час веќе да се промени бројката на магнитудата на земјотресот заради тоа што веќе мануелно е проверена од сеизмолог. Така, дали науката, сеизмологијата, геологијата и другите природни науки кои се занимаваат со оваа сфера, констатирале дека одреден период е посеизмички активен за одреден географско тло, например?
Дали таа сеизмичка активност варира низ годините? Има ли некој циклус? Не баш така, меѓутоа нормално е да после ваков силен земјотрес да има земјотреси во околните подрачја, бидејќи тоа се, како што кажав, исклучително висока магнитуда на земјотресите кои што се случија и напрегањата кои што, односно енергијата која што се ослободи при ова придвижување на раседот се распределува наоколу и тоа веќе ги менува условите на околните раседи, односно ја зголемува можност, веројатноста да побрзо, да кажеме, се случи земјотресот отколку што требал претходно. Се создадат услови за да во одредено подрачје се случи земјотрес и да се ослободи таа енергија преку сеизмичките бранови. Така, вие како раководител на Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје во повеќе наврати имате кажано дека земјотресите не може да се предвидат, ниту земјите со најразвиена опрема и технологија, кога станува збор за сеизмологијата, не може тоа да го сторат. Меѓутоа, еден ваш балкански колега, односно колешка, рече дека Славица Радовановиќ, Да, Славица Радовановиќ рече дека директор на Државниот завод за сеизмологија во Србија. Да. Таа тврдеше дека Балканот влегува во сеизмолошки активен период и дека во следните години може да се очекува силен потрес некаде на некоја точка во Балканот и тоа го базираше со потресите кај Петриња во близина на Загреб и во сите други потреси околу што се случува околу тој земјотрес, па и оној силниот водрач во 2019. Зборувајќи за Македонија, може да кажеме дека да, навистина има периоди каде што нема толку силни земјотреси, затоа што сепак ние не сме ни Јапонија ни Калифорнија, значи кај нас нема такви сили на напрегања кои што можат да дадат толку чести земјотреси. Тоа го базира врз база дека периодот на повторување на такви силни земјотреси во одреден период дава дека треба да има некој земјотрес, значи има веројатност да се случи таков земјотрес, бидејќи немало стотина години, да кажеме, може да се очекува дека во некој нареден период ќе има таков земјотрес. Територијата на Македонија е сеизмички активно подрачје, каде што има повеќе епицентрални подрачја кои што дале земјотреси со магнитуда поголема од 6, како Валандовското епицентрално подрачје, Скопското, Дебарското, Охридскиот регион, за Пехчево Кресна да не зборувам, бидејќи таму на 1904 година беше најсилниот земјотрес на Балканот од 7,5 степени според Рихтеровата скала и макросеизмички интензитет од 10 степени, што е најголемо нешто кое што се случило на територијата на Балканот. Која е според ова максималната очекувана магнитуда што би можела да се случи на територијата на Македонија? Тоа е периодот на повторување, повратниот период како што го нарекуваме ние сеизмолозите, за да се случи таков земјотрес со таква јачина. За 500 години се очекува, значи исто како што е за Скопското епицентрално подрачје, така и за подрачјето на Пехчево Кресна, каде што се очекува земјотрес, каде што може да се очекува земјотрес со таква магнитуда. До 7,5 степени? Според Рихтер? Да. И тоа би било остануваат уште 400 години, ако 1904. Тоа не е така проста математика, нели? Може да кажеме пример за Скопското епицентрално подрачје, повратен период од 500 години, таков силен земјотрес беше 555, 1555 и 1963. Што значи помеѓу вториот и третиот има 1000 години размак, али тоа не значи дека нели точно на 500 години. Тој вториот се случил на почетокот на првите 500 години, а ова 63-та било на другиот крај на третиот период. Годинава бележиме... Така да 1000 години, нели, и повеќе. Годинава одбележуваме 60 години од тој катастрофален скопски земјотрес во 1963-та, а во 2016-та имаше последен пат силен земјотрес повеќе од 5 степени. Па не би рекла дека е силен, тоа е умерен земјотрес со магнитуда од 5,3, кој што доста ги вознемири скопјани. Вие сеизмолозите тогаш објаснувавте дека, односно и потоа, дека на тој начин се ослободи одредено количество енергија
во земјиното тло и што би укажувало дека во наредните години пак би било, може да се очекува некој помирен период? Тој земјотрес се случи во близината на, значи беше активиран Скопско-Ќустендилскиот расет, кој што е расет кој што почнува од Бугарија, поминува низ Скопје и завршува до Елбасан. Тој е расет кој што може да даде такви земјотреси со повисока магнитуда и ова беше 2016 еден од тие земјотреси кој што имаше само еден посилен авторшок од 4,1 што сите други беа под 4, значи 3 со магнитуда 3 нешто, меѓутоа граѓаните на Скопје ги почувствуваа сите и беа доста уплашени, спиејќи по автомобилите или одејќи некаде надвор од Скопје, нели тие што има кај да додат. Повторно во контекст на земјотресот во Турција, ние новинарите прочитавме дека јавноста имаше по порталите, можеби ќе ви звучи вам лаички, меѓутоа една информација ми падна во очи, а тоа е дека цел континент Азија се поместил за неколку сантиметри кон исток поради движењето на тектонските плочи. Дали тој судир на тектонските плочи долу ја доведува во опасност, односно ја зголемува сеизмичката активност на тектонската плоча врз која лежи Балканот? Дали на некој начин плочи може... постојано се движат, значи постојано се движат една во однос на друга, и тој процес трае нели милиони години, тргнувајќи од праконтинентот Пангеа, каде што бил сите биле континенти заедно, да кажеме, кои што со движењата на самите тектонски плочи, сега го имаме овој распоред на тектонските плочи, тие и понатаму се придвижуваат. Африканската плоча се движи кон север и навлегува под евроазиската плоча, тука е и јадранската микроплоча, која што е нели еден дел од евроазиската плоча, и за тоа се земјотресите највеќе. Тоа значи од едната страна и Арабискиот полуостров, од другата страна Анадолската тектонска плоча, значи сите тие си имаат свое движење, своја геодинамика, која што резултира на крајот со земјотресите. Каде се спојуваат, односно се судираат таа азиска плоча и ова на која лежи Балканот? Значи тоа не е линија, нели, баш бидејќи африканската тектонска плоча се подвлекува под евроазиската плоча. Тоа подвлекување е до некаде длабочина од 400, 500, 700 километри, бидејќи има земјотреси и со таква длабочина. Значи не е само оваа субдукција, процесот на субдукција, односно подвлекување на една плоча во однос на друга, тоа се случува и во Јапонија, каде што Јапонија е дел од појасот, огнениот појас или Ring of Fire, како што се нарекува, поради придвижувањето на Пацифичката тектонска плоча и подвлекувањето под евроазиската плоча. Таму имаме веќе земјотреси кои што се со длабочина од 700 километри. Професорке, првото прашање беше дали земјотресите во Турција и Сирија ја разбудија сеизмичката активност, а сега би одел со прашање дали тие земјотреси таму токму тоа ја разбудија свеста кај надлежните во Македонија дека треба да бидеме будни, внимателни и предпазливи во однос на тоа, имајќи предвид науката дека лежиме на сеизмичко активно подрачје и дека е можен потрес од поголеми размери. Трусно подрачје кое што ќе дава земјотреси постојано. Така, дали се свеста е зголемена и надлежните се разбудија по земјотресот во Турција? Па тоа не би знаела точно да ви кажам, меѓутоа би требало да некој аларм се вклучи и да, бидејќи државата има закони, прописи за асеизмичко градење. Сизмолошката обсерваторија учествуваше во создавањето на националните анекси на Еврокод 8, значи параметрите за градење на објектите, каде што тие параметри треба да се применуваат при изградба на објектите, а тоа веќе значи дека тие објекти би требало да ги издржат земјотресите кои што се очекуваат на територија на Македонија. И следејќи, значи точно следејќи овие правила и прописи би требало да бидеме заштитени, меѓутоа пак е тука државата која што треба да го спроведе
значи да ги спроведе овие прописи и надзорот на градбите, бидејќи земјотресот е најобјективниот ревизор на градбите. Така, вие се измолозите, а уште повеќе градежниците умеат да кажат дека земјотресите се природна појава и тие не убиваат градбите, односно уште поточно убива корупцијата во градежништвото, бидејќи тие правила и прописи кои се запишани и кои не се почитуваат. Тоа го видовме 2019 во Драч, каде што беше силниот земјотрес таму, гледавме градби кои што стојат и градби помеѓу, значи комплетно срушени градби помеѓу тие градби што стојат. Истото тоа го видовме и во Турција. Следевме по медиумите дека имало таму исто така доста корупција, дека биле уапсени доста изведувачи на тие објекти. Што значи дека треба дословно да се почитуваат правилата и прописите за сеизмичко градење. И кога станува збор не за градбата, туку за она што е сеизмологијата и како наука, во Македонија вие како сеизмолошка обсерваторија при Природно-математичкиот факултет ги следите земјотресите и движењето на тектонските плочи и Институтот за земјотресно инженерство. Која е разликата? Каква опрема имате вие? Каква тие? Или какви се надлежностите на ИЗИС, а какви вашите? Ние сме каде се допирате, а комплементарни, да кажам, институции. Сеизмолошката обсерваторија, значи единствена институција на територија на Македонија која што е задолжена да ја следи сеизмичката активност на територијата на Македонија и околните подрачја и нормално од целиот свет, ако е доволно силен земјотресот. Сеизмолошката обсерваторија значи ние ги изучуваме земјотресите, односно тоа што се случува во земјата. Тоа се прави преку значи сеизмичките бранови кои што се регистрираат на инструментите во обсерваторијата. И сите истражувања кои што ги работи сеизмолошката обсерваторија се како основа за истражувањата кои што ги работи Институтот за земјотресно инженерство, бидејќи тие фактички се занимаваат со градбите кои што се на територијата каде што... Значи вие сте базата науката која им ја дава на институтот. Тие се наука, меѓутоа тие се за градбите, ние сме за земјотресите. Од кога воопшто во Македонија, независна држава сме 30 и оваа година 2 години ќе направиме, од кога се следат, од кога имаме Сеизмолошката обсерваторија е почнала со работа 1957 година. Таа тогаш била одредена позицијата, значи требало да биде надвор од Скопје, да биде на основна стена, за да можат регистрациите на земјотресите да не бидат загадени од сеизмичкиот шум, значи од сообраќај и друго. Меѓутоа сега веќе сме во градот на падините на Водно. И тоа е 57-ма, а веќе 66-та година се основани станиците во Валандово и во Охрид, а веќе понатаму 92-та имавме сеизмолошка станица Битола, Штип, Крива Паланка. Сега имаме и Пехчево. Така, во 6 години значи од основањето на сеизмолошката обсерваторија се случи тој катастрофален земјотрес во Скопје. Тогашната опрема тогаш опремата, го регистрира, тоа беше го мери. првата генерација на сеизмографи, механички сеизмографи. Првата генерација која што е инструмент кој што е со, да кажеме, нишал од 400 килограми. И записот беше на чадена хартија, кој што потоа таа чадена хартија, значи игла која гребе на чадената хартија, и така го добиваме записот на сеизмограмот, за да имаме втора генерација во 66-та, значи со станиците во Валандово и во Охрид. Тогаш имаме инструменти од втората генерација со електромагнетни и веќе 92 година имаме од најновата генерација со дигитални запишувачи. Тогаш немавме континуирани записи, бидејќи немаше такви медиуми компјутерски кај што ќе може толку многу податоци да се складираат. Меѓутоа веќе од 2005 година ние имаме телеметриски систем
поврзување помеѓу сеизмолошките станици, односно податоците во реално време преку интернет се пренесуваат во сеизмолошката обсерваторија и кога ќе се случи земјотрес веќе за неколку минути ние имаме точна локација на земјотресот, значи локација, магнитуда и целата комплетна анализа. Така, зошто е толку тешко да се предвидат земјотресите со оглед на технолошкиот развој во ова време на неограничени можности, кога технологијата е навистина отиде на многу напред и кога, например, атмосферските движења, невремињата, се што е поврзано со атмосферата може со некаква да има прогноза и предвидување со одредена точност и прецизност. Кога станува збор за случувањата под земјата е се уште толку тешко да се предвидат или барем да се наговестат некакви драматични случувања. Сеизмолошката обсерваторија пред десетина години учествуваше во еден меѓународен проект FP7 Black Haznet, кој што беше се викаше, каде што беа околу 9 држави беа учесници на овој проект. Македонија, Грција, Грузија, Ерменија, Италија, Србија, Украина. Тој проект беше за предвесници на земјотресите. Меѓутоа, за жал, некако се заврши брзо тој проект. Во рамките на тој проект Сеизмолошката обсерваторија имаше инсталирано еден инструмент во близината на обсерваторијата, еден магнетометар, вариометар, поточно кој што ги бележеше промените на магнетното поле. Значи, промените на магнетното поле како еден од предвесниците за да се случи земјотрес и имаше конкретни резултати, меѓутоа тој проект заврши, магнетометарот се расипа и бидејќи тоа ни беше донација, немаме друга и тоа заврши така. Меѓутоа, морам да кажам дека поголема штета би било, значи тоа веќе се увиде 70-тите години, чинам, кога беше во Кина предвиден еден земјотрес дека ќе се случи, граѓаните го напуштија градот, се случи земјотресот и од кога се вратија граѓаните после некое време беше фактички главниот земјотрес. Тоа било форшок на земјотресот и имаше многу загинати. И од тогаш има кодекс во сеизмологијата да не се даваат такви предвидувања, аларми, бидејќи штетата може да биде поголема. Замислете кога би се кажало во Скопје дека задутре ќе има земјотрес. Што ќе се случи, од поголема катастрофа може да биде од напуштањето на градот, од кражби, кои што ги видовме и во Турција сега. Во таа смисла, единствена заштита е само добрата градба, сигурна градба. Значи, само почитување на правилата за градење и можат граѓаните да бидат спокојни дека и да се случи земјотрес, градбата нема да се сруши. Секако дека ќе има да има таков силен земјотрес, дека ќе има некакви оштетувања, меѓутоа тие се неконструктивни штети, што ги нарекуваме ние. Така, во таа смисла кога превентивно не може да се делува, зошто е толку важен тој мониторинг, што го правите вие, што го прави ИЗИС? Во научни цели, меѓутоа зошто? За да знаеме само точна локација и магнитуда, силина? Секако дека не. Ако не можеме превентивно да делуваме? За да било кое истражување за да го правите за земјотресите, значи вие мора да имате огромна база на податоци врз чија основа вие може да ги правите сите истражувања. Ако немате податоци, имате само, да кажеме, обично точно време на земјотресот и магнитудата, тоа е значи еден сосем мал дел од податоците. Обсерваторијата има податоци од 2000 години, значи историски податоци и податоци инструментални од почетокот на 19-тиот век, тоа ги нарекуваме нови податоци кои што се подкрепени, значи кои што се подкрепени со инструментални записи и имаме автохтони записи, значи наши македонски од 57 година натака. Бидејќи било кое истражување да го правите вие, ако го немате записот, фактички немате ништо. Така. Имам впечаток од разговорот што го водиме досега дека и вие го делите мислењето оти надлежните не се разбудија толку и не се потресува по потресот во Турција колку што се големи стравот кај населението. Стравот кај граѓаните е многу поголем
од алармот што се вклучи кај надлежните дека треба да инвестираат во наука за не дај Боже ситуација кога ќе дојде. И во таа смисла еве ве прашувам каква е опременоста на сеизмолошката обсерваторија во Македонија. Кога последен пат сте набавиле нова опрема, нови сеизмографи? Да кажам прво дека не се разбуди вниманието на надлежните ни 2016 Скопје, ни 2017 се сеќавате дека неколку месеци имаше сеизмичка активност во Охрид. Таму најсилниот земјотрес беше 5,1, 5,2. Меѓутоа долго траеше серијата, постојано имаше земјотреси, имаше доста оштетување на стари објекти во Охрид, каде што имавме побарувања од граѓани кои што си ги бара податоци за да си остварат правата за оштетување на објектите. Сеизмолошката обсерваторија има најсовремена опрема, која што, за жал, последната беше набавена 2011 година. Секогаш кога ќе се случи силен земјотрес во светот, некако малку како да се подразбудува свеста, тогаш беше оној силниот земјотрес во Јапонија, каде што после тој земјотрес ние добивме некои материјални средства со кои што набавивме најмодерни регистратори, кои што, бидејќи сеизмометрите се исти во последните, како да кажеме, можеби 20 на години, тие се со мала димензија, како што кажав, тоа нишалото од 400 кг од механичкиот сеизмометар сега е 1 кг и инструментот е малечок. Сега сме во процес на инсталирање на 13 нови сеизмолошки станици, кои што се во рамките на еден проект кој што го имаме со Универзитетот во Бохум. Тие сеизмолошки станици ќе работат на територија на Македонија неколку години, колку што трае проектот. Тие се проектот се Adria Array се нарекува, кој е продолжување на проектот од Alpe Array. Alpe Array беше за истражувањето на геодинамиката на Алпите, а сега се истражува геодинамиката на Јадранската сеизмолошка плоча. Значи, покрај Македонија во овој проект се вклучени и околните држави, значи Србија, Босна, Грција, Бугарија, Романија. Значи, сите податоци од целата оваа мрежа на станици ќе одат за истражувањата на Јадранската тектонска плоча. Меѓутоа, ова е нешто што вие го правите како на научна база, како соработка на двата универзитети, претпоставувам со Бохум и спомнавте. Како дел, ние го правиме ова со Бохум. Прашањето беше колку надлежните имаат слух за важноста на опремување и со техника и со кадар на овие обсерватории? Немаат. Дали земјотресот во Турција ги... Јас мислам дека всушност правата информација не доаѓа до правото место, бидејќи ние припаѓаме на Природно-математички факултет, а факултетот преку универзитетот на Министерството за образование, со секој нов министер остваруваме средба, добиваме ветувања и на крајот тоа се сведува на многу малку. Рековте последната набавка на инструменти во 2011, сега тие тогаш биле најсовремени, сега имаат 12 години, остареле во меѓувреме. Се уште се најсовремени, бидејќи фирмата од која што ние ги набавуваме не произвела нова серија во меѓувреме. Не, произвела, меѓутоа тие се навистина тоа што е максимумот кој што го... Во ред, меѓутоа тогаш беше испровоциран од, како што рековте, јапонскиот силен земјотрес, па добивте нови инструменти, сега имаше катастрофален земјотрес во Турција, 2 поточно. Дали сега надлежните ќе се разбудат и ќе ве прашаат дали ви треба нешто? Ако не опрема, ви треба ли кадар? Како сте со кадар? Се надевам дека ќе после овие 3 години кога ќе заврши проектот и кога ќе се повлечат овие инструменти, дека доволен период за да направиме, значи нашата држава да направи нешто и да се инсталираат наши македонски, значи инструменти кои што ќе бидат купени од нашата држава. Конкретно нешто со Министерството немате? Па имаме конкретно дека дадоа ветување дека ќе биде одговорено на нашите барања. Што се однесува до вработувањата, минатата година конечно добивме вработување на 3 млади физичари. Колку вкупно сте вработени во сеизмолошката обсерваторија?
Вие како руководител плюс? Наши уште две кои што доктори на науки и овие три млади и еден советник за инструменти, за сеизмолошки инструменти. Тоа е вкупната бројка. Тоа е премалку за дејноста која што треба да се... Колку е оптималниот број? Па еве да кажеме, јас кога се вработи во сеизмолошката обсерваторија беа 18. Тоа е некоја оптимална бројка и за сега која ви одговарала на потребите? Оптимална бројка може би уште минимум 5-6 нови кадри заради тоа што сеизмолог не се станува за кратко време. Значи тие што ќе завршат на насоката геофизика кај нас на природно-математичкиот факултет, сега се отвори и вториот циклус на студии по геофизика. Значи, треба период да завршат магистерски студии, докторат и да имаат одредено искуство, значи минимум 7-8 години додека станат, да кажеме, посериозни сеизмолози за да можат да самостојно да ја водат работата во обсерваторија. Вие успевате со тој кадар со кој располагате да ги покриете сите смени, да има постојано човек присутен таму? Само нашата љубов, посветеност и ентузијазам го држи нивото на сеизмолошката обсерваторија високо. Низ годиниве? Низ годиниве, да. Има постојано и во ноќните смени човек кој... Па нема, едноставно не е можно тоа, меѓутоа ние имаме дежурства постојано, значи сабота, недела, празници, значи сето тоа дење, ноќе, кога да се случи земјотресот, ние сме на работа. Така. Има ли кај новите генерации интерес за изучување на геофизика, ова што го спомнавте, и овие други важни сеизмологија, сите струки, за да продуцираме кадри за Многу малку, тоа не е само на нашиот факултет на природно-математички, тоа е тренд и на другите факултети, да многу малку запишани студенти. Во генерациите, јас кога студирав, во прва година бевме 100 студенти запишани, за да во четврта година завршиме 20-тина. А сега веќе во прва година се 20 и нешто и завршуваат или нешто малце повеќе, па не 20, ама е неколку десетина. И потоа за жал ги испраќаме во странство. Па тие што имаат поголем просек бараат да продолжат со науката и одат во странство, тоа што ќе остане. Ние имавме среќа да 20 многу добри студенти да влезат во сеизмолошката обсерваторија. Тоа рековте минатата година се случило? Минатата година долго време немаше, значи од 10 години, од 2012 последните две колешки кои што се сега доктори на науки, ете, тоа беше 2012, тоа беше тренд и изминатите години ни еден факултет не дозволува, Министерството не дозволуваше вработување на млади асистенти. Да, и кога ќе запазите процедурата, ќе се обратите во деканатот на природно-математичкиот факултет, па потоа тие во ректоратот на Универзитетот Свети Кирил, а тие во образование, каков одговор добиваат од таму кога ќе алармирате дека во сеизмолошката обсерваторија нема доволен број на луѓе за да ги покријат сите смени? Не може вие ако сте среде ноќ да трчате до ПМФ, до лабораторијата, до водно каде сте лоцирани, за да излезете со податок каде се случил земјотрес, со која јачина или како е тоа организирано? 2017 кога беше серијата во Охрид, бевме две, бидејќи едната колешка беше на породилно отсуство и да ви кажам напорно, многу тешко, мислам многу тешко, меѓутоа го издржавме тоа, ајде бевме помлади, да кажеме. Меѓутоа тоа не може постојано да биде така. Тоа е во еден период може да се случи така, за да си тече целиот процес, истражувањата, едукацијата, мора постојано да има нови вработувања, постојано да се обновуваат инструментите во обсерваторијата, не се само инструментите, бидејќи тоа што ќе го регистрираат инструментите треба некако да биде организирано, да има сервер, да има сторидж систем и така. А потоа и тоа што ќе се чува, веројатно треба да биде употребено во некакви научни цели, да биде искористено за... употребува. Така е, да кажеме, ние немаме повеќе од 10 години, немаме систем администратор. Значи, сета ова опрема и податоци треба некако да се манипулираат. А ние како физичари, сеизмолози знаеме нешто, меѓутоа, знаете, науката оди напред и системите си бараат друга едукација и бараат друго знаење.
Веројатно знаете од искуство кога би се споредувала сеизмолошката обсерваторија во Скопје со некоја слична од градовите во опкружувањето, на пример со таа во Тирана, Белград или Софија, не мора да одиме подалеку во Европската унија. Како стоиме? Па со инструменти стоиме скоро исто. Мрежата е скоро исто. Меѓутоа, они се 10 пати повеќе луѓе кои што се занимаваат со тоа. Кога велите со мрежата стоиме скоро исто, мрежата во Скопје? Бидејќи сме мала територија, да кажеме, територијата е покриена. Би требало да имаме бар, значи сега ќе се инсталираат 13 нови станици, меѓутоа тоа ќе биде привремено. Значи тие после 3 години ќе бидат тие инструменти повлечени. Јас се надевам дека за тие 3 години ќе успееме да набавиме нови инструменти, значи нови кои што ќе бидат постојана поставка во сеизмолошките станици. Кога ја спомнавте мрежата, има ли географски опсек во кој мрежата на сеизмолошката обсерваторија при ПМФ може да регистрира земјотрес што се случил на некоја одредена далечина? И какав е досегот на вашите инструменти? Земјотресот, за да го регистрираат инструментите не само на нашата територија, него и во околните држави, да кажем од спротивната страна на земјината топка, од Австралија, би требало да биде отприлика нешто како земјотресот 2016 во Скопје, тогаш нашите инструменти ќе можат да го регистрираат тој земјотрес, заради тоа што значи сеизмичките бранови патувајќи низ целата земјина топка нели настанува придушување и тие треба да биде земјотресот доволно силен за да дојде до нашите инструменти. А што се однесува до локалната сеизмичност, ние регистрираме земјотреси со магнитуда многу блиску до нулата, значи од најслабите инструменти се регистрираат на нашите апарати. Тоа се инструменти кои што имаат изузетно голема осетливост. Ако ме прашавте за околните држави, сега ми падна на памет Словенија. Словенија пред сега веќе 5-6 години има со опремата која што ја набавија со широкопојасни сеизмометри околу 2 милиона евра беше опремата. Тогаш и тоа е, да кажеме, тоа е врвот. Колку чини таа опрема? Тоа би било негде исто прашање кое не бе прашав таа 2011 кога набавивте опрема последен пат. Тоа беа само регистратори, да, и сеизмометри околу $50,000 беше. $50,000 тоа беа два инструменти за 2 сеизмолошки станици. Значи не станува за милионски суми. Не станува. Тоа се инструменти кои што, да кажеме, оптимално е, ако немате многу пари, со таа е цената за инструментите. Меѓутоа, ако имате повеќе пари како Словенија, може со 2 милиона евра тоа да се направи густа мрежа со бродбенд, значи широко појасни кои што си бараат специјални услови, треба да се создадат условите, значи да се направат објекти кои што ги задоволуваат условите за да може тие инструменти да работат. Па добро, не мора како Словенија, меѓутоа, еве, како држава која претендира да биде сериозна, 12 години не успеавме да одделиме ниту 50,000 евра за да додадеме нешто во таа опрема на сеизмолошката обсерваторија. Па не е само опремата, комплетната организираност. Сеизмолошката обсерваторија нема собствен буџет. Ние припаѓаме на Природно-математичкиот факултет за секоја ситна работа. Нас не покрива Природно-математичкиот факултет. Вие, ако немате собствен буџет, не може ништо да планирате за било што да сакате нешто малку повеќе да купите од придружна опрема за одржување, што е на инструментите. Треба барањето да се проследи, како што кажавте, факултет, универзитет, образование, Министерство за образование, па тие да ги додадат парите, па да се распише тендер и тоа е... А за да спроведете одредено истражување, ако имате собствена иницијатива и идеја да истражите некоја појава во сеизмологијата, колку би чинело тоа истражување и има ли пари за такви проекти, за научно-истражувачки? Па тоа ние го правиме со податоците кои што ги има сеизмолошката обсерваторија. Значи ние имаме податоци и може да се прави истражувањето. Само за тоа ни недостасува можеби малку компјутерска опрема. И компјутери? Да. Помоќни компјутери кои што значи не станува збор за обично пишување во Word, него Па веројатно и кадар за да има кој да истражува. Да. А кога станува збор за мрежите, постои вмрежување помеѓу мрежата на одредена сеизмолошка обсерваторија со некоја локална и дали тоа... Да, управо како што кажав, од 2005 година инструментите од обсерваторијата
значи и на целата територија на Македонија, телеметриски се поврзани, значи податоците доаѓаат во сеизмолошката обсерваторија, исто како и податоците од околните држави, од 7 станици од Северна Грција, 3-4 станици од Бугарија, од Србија, од Албанија. Тоа е потребно за поточно да се одреди локацијата на земјотресот и да кажеме во случај ако не работи некој од вашите станици, да може со соседните станици да може да се направи локација на земјотресот. Мислам, исто е и од обратната страна, од другата страна. Веројатно би било депласирано прашањето дали имате интернет страница која редовно се ажурира, за да можат и граѓаните кои се љубопитни и кои сакаат да читаат за вашите истражувања и анализи, да посетат и да дојдат до одредени податоци, бидејќи вашата работа е во корист на јавноста и на граѓаните. Нема ништо тајно таму. Нема ништо тајно, се разбира и напротив баш е добро да граѓаните се информираат и да се подигне свеста на луѓето за земјотресот, бидејќи земјотресот е природна појава која што не може да се спречи. Во рамките на тоа сеизмолошката обсерваторија прави едукација од најмалите ученици, значи ученици од основните училишта доаѓаат во сеизмолошката обсерваторија, каде што се запознаваат со појавите кои што се врзани со земјотресот и гледаат како тоа ние го работиме. А покрај тоа имаме предавања во основните и средните училишта, значи едукација за земјотресите. А минатата година во октомври месец направивме една представа во Охрид, очи во очи со земјотресот, каде што глумци беа, значи сеизмолозите и дел од децата од основното училиште со кое што соработуваме. Тоа намерата на оваа едукација е да се приближи појавата земјотрес до најмладите и да се разбуди свеста за почитување на правилата на градење, бидејќи, како што кажав, земјотреси пак ќе има. Пред да ви се заблагодарам, нема да ми замерите веројатно на крајот, ако овој разговор го искористам како апел до надлежните кои наследат да се погрижат околу тимот на ентузијасти кои вие го предводите во Сеизмолошката обсерваторија при ПМФ и да ве прашаат што ви треба и да ве испрограмираат во наредните буџети и за опрема и за вработување на кадар. Да, би било драго да тоа биде така. Ете, нека допре апелот до нив. Професор Кечерник, ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма на Телма. Благодарам на вас.